на овој состанок и успеавме да најдеме солиден компромис. Тоа е законот за прекршоци, за да може Safe City или безбеден град да започне да функционира од 1 февруари од оваа година, онака како што е планирано, со внесењето на овој закон, кој што ќе повторам е двотретински, за истиот не е потребно квалифицирано мнозинство, кој е двотретински закон. Мислам дека сите представници денеска се согласите. За техничката влада, сите денеска присутни се согласивме. Имаше сугестија од еден од присутните да се направи консултација со меѓународната заедница, но генерално сите се согласивме дека техничката влада треба да замине во минатото. Мислам дека треба да покажеме одговорност и пред меѓународната заедница, дека сами можеме да носиме зрели одлуки. Па така и за мен ова е зрела одлука и мислам дека техничката влада треба да замине во минатото. Сепак не е ниту мој личен, би рекол, карактер, ниту пак начин на размислување да тоа не биде консензуално во рамките на пратеничките групи, одлука која што ќе се донесе. Денеска видовте дека една коалиција, би рекол, отсуствуваше. Па така, доколку таа коалиција не го прифати ова носење на измени во законот за влада, со кој што би се избришала техничката влада за следните парламентарни избори. Знаете дека тој закон се менува со просто мнозинство во парламентот, со 61 глас за. Сепак мојот предлог беше да не го правиме тоа на сила, без нивна согласност, туку да донесеме измени во законот во кој што после следните избори, кои што ќе следат, тогаш да не